12-та плоча. Гилгамеш во Урук владее, но срцето тажно му е. Судбината на Енкиду пријателот мира не му дава. Довикува свештеници, волшебници и такви мртвите што ги довикуваат. Духот на Енкиду повикајте го. Кажете како сенката да му ја видам. Сакам за судбината на мртвите да го прашам. Најстариот меѓу свештениците рече: Гилгамеш, ако сакаш во подземниот свет да слезеш, каде што живее богот на мртвите, тогаш во нечиста дрија мора да дојдеш. Со мирисно масло да не се мачкаш, мртовците да не те опколат, од миризба привличени. Лакот свој на земја да го оставиш не смееш, мртовците да не те опколат, од лакот убиени. Во рацете железо да држиш не смееш, духовите на мртвите да не се исплашат, чевли на нозете да имаш не смееш, нечујно по земјата да одиш мораш. Љубената жена да ја целиваш не смееш, нељубената да ја удираш не смееш. Милото дете да го целиваш не смееш, детето што не го сакаш да го удираш не смееш, зашто подземниот ужас би те обзел. Гилгамеш до големата пустина отиде, до вратата на подземјето, до мрачниот стан на Иркал стигна. Своите чекори ги упати кон местото, од кое веќе не излегува оној што еднаш влегол. По пат одеше, пат без враќање. До живеалиштето одеше, чии жители светлина не бараат. Правот земјан храна име, а калта јадење нивно. Светлина не гледаат, во темница седат. Во пердуви се облечени и крила како птици имаат. Тој на вратата затропа. На вратарот овие зборови му ги рече: Еј, вратару, вратата отворија, сакам да влезам. Ако вратата не ја отвориш, вратата ќе ја искршам, резето ќе го парчосам. Вратарот првата врата ја отвори и наметката му ја симна. Го водеше ни 7 врати и облеката му ја симнуваше. Гол да влезе во царството на мртвите. Тој пред Ереш Кигал, великата божица, стапи и рече: Пушти го Енкиду, пријателот мој, кај мене да дојде, за судбината на мртвите да го прашам. Но стражарот и клучарот на божицата, мртвиот цврсто го држеше. Божицата не го пушташе. Возвишената Ереш Кигал вака на Гилгамеш му рече: Назад врати се. Ти не можеш мртвиот да го видиш. Никој ваму не те повика. Нажален, се качи Гилгамеш, облеката да си ја земе и ни 7 врати помина. До длабоки води дојде, го замоли Еа, мудриот бог на длабочините: Сенката на Енкиду прати ја тука, подземјето цврсто го држи. Таткото на длабочините неговите зборови ги слушна и на силниот Нергал, владетелот на мртвите, му рече: Отвор на земјата отвори веднаш. Духот на Енкиду горе доведи го, со својот брат Гилгамеш да поразговара. Штом тоа силниот Нергал го чу, на земјата веднаш отвори и сенката на Енкиду горе ја доведе. Тие се препознаа, но сепак далеку еден од друг останаа. Разговара. Гилгамеш извикуваше, а сенката со треперлив глас одговараше. Гилгамеш уста отвори и рече: Зборувај, пријателе мој, зборувај, пријателе мој. Законот на земјата што ја виде, кажи ми го. Јас тоа не можам да ти го кажам, пријателе. Јас тоа не можам да ти го кажам. Ако ти го откријам законот на земјата што ја видов, ти би седнал и би се расплакал. Па би сакал да седнам и довека да плачам. Погледни, пријателот што ти го прифати, за кого срцето ти се израдува. Црвите го гризат како стара облека. Енкиду, пријателот, кого твојата рака го допираше, грст земја стана. Прав тој полне, во прав потона, прав стана. И натаму Гилгамеш пријателот свој го прашуваше: Го видели таму од меч убиениот? Да, го видов. На постела тој лежи, бистра вода пие.
Го видели таму оној во борбата што падна? Да, го видов. Таткото негов и неговата мајка главата му ја придржуваат. И жена му над него се ведне. Го видели оној чија мрша во полето беше фрлена? Да, го видов. Неговата сенка мир на земјата не наоѓа. Го видели таму оној за кој никој на земјата не се грижеше? Да, го видов. Трошките од храна на улица фрлени јадење му беа. Гилгамеш сакаше уште да прашува, но сенката на Енкиду исчезна. Гилгамеш во Урук се врати, во градот со бедеми високи обциден. Високо храмот на светиот Рит се издига. Гилгамеш легна да спие, а смртта го грабна, вода сјајна во палатата негова.